Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме за она што веќе го имавте начнато со колегата Исо во неговата емисија и токму од таму пак ќе продолжиме од еден малку поинаков аспект, а е поврзано со извештајот. Председателот Стево Пендаровски денеска го прими шефот на делегацијата на Европската Унија, амбасадорот Дейвид Гир, кој му го предаде извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2021 година. На средбата беше реафирмирана подготвеноста на државата за почеток на пристапните преговори за членство во Европската Унија. Во меѓувреме, евроамбасадорот и вице-премиерот Никола Димитров го презентираа извештајот на заедничка пресконференција, на која беше потенцирано дека Европската комисија очекува прва меѓувладина конференција до крајот на годинава, а одложувањето на преговорите за Македонија има негативно влијание за кредибилитетот на Европската Унија. Според извештајот, земјата продолжува да ги исполнува условите за почеток на преговорите и е важно што државата одржува постојан чекор за реформите. Да ги слушнеме повторно овие две изјави. Важно е што овој извештај треба да се види и еланот да се задржи и изголеми во реформите. Тоа не е лесно. Има надворешни околности, како на пример пандемијата, има шокови во економиите во светот и тоа отежнува, но овие реформски процеси се суштински за земјата да биде соодветна, да биде подготвена да се справи со овие прашања во иднина. Што сега, што следно? Пораките од лидерите на ЕУ и од Западниот Балкан беа јасни во однос на стратегискиот избор што ЕУ го прави, дека иднината на оваа земја на Западен Балкан е во Европската Унија. Каде сме сега, добро ви е познато. Го имаме прашањето за отворање преговори за пристапување. Извештајот е корисен со тоа што потврдува повторно дека Северна Македонија го има испорачано она што го ветила. Кога има позитивен извештај, а нема акција, тоа влијае на вредноста на овие извештаи и тоа е сосема природно. И бидејќи се наоѓаме во период на избори, иако локални, на некој начин дали ЕУ ќе успее да испорача тогаш кога земјите од Западниот Балкан испорачуваат, ќе влијае дали политиките, проевропските политики ќе бидат вреднувани од гласачите. Тука имаме заедничка мисија да ги направиме проевропските политики убедливи во очите на граѓаните на Западниот Балкан. Тоа го имаме и ние како држава, меѓутоа таа одговорност ја споделуваме заедно со Европската Унија. Бидејќи кога земја испорачува, а Европската Унија не, тие сили кои што се вложени и се борат со таква мисија, проевропска, прореформска, се разбира политички, имаат политички притиски. Извештаите на Европската комисија за напредокот на Македонија се реални. Во делот на судството има голем напредок. Уважени се напорите за активноста на судскиот совет. Има пофалби за Академијата на судии. Има повеќе елементи дека се спроведуваат реформите. Се движиме во вистинската насока, вели Бојан Маричич, министер за правда во студио 10 на телевизија 24. Според него извештајот е реален и има средна оценка. Да ја видиме кратката изјава о продолжение. Мислам дека овие извештаи се реални, секогаш биле реални и реално ги прикажувале и позитивните и негативните страни. Во делот на судство има востановено добар напредок. Уважени се сите оние напори кои што беа направени во спроведување на стратегијата за реформи во правосудството. Уважени се напорите за ставање на судска разрешница на случаите на поранешното СЈО. Уважени се напорите за зголемена независност на судството и активноста на судскиот совет. Уважена е работата на ДКСК како едно тело кое што покажува зголемена активност и, да речам, активитет во постапувањето на случаи на висока корупција или потенцијални случаи на висока корупција. Има работи на кои што се пофалби има и за Академијата, суди и јавни обвинители и новиот закон
кој што е веќе во собрание со европско знаме, за кој што опозицијата тврдеше дека не треба да има европско знаме. Значи има повеќе елементи дека се спроведуваат реформите и дека се спроведуваат препораките од минатиот извештај. Тоа не значи дека се оди доволно брзо или доволно добро, меѓутоа се движиме во вистинската насока. Добро, што значи умерено подготвен? Умерено подготвен значи дека тоа е некоја средна оценка, да кажам, во однос Не, на... дека генерално сегде стои така. Да, со тоа што во делот на судство стои добар напредок. И одиме со вашите јавувања 0260 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. ГИР, Европската комисија очекува рамка за отворање на пристапните преговори со Европската унија до крајот на годината. Или пак пишувајте ни пораки и коментари на фан страницата на Facebook Очи во очи. Добар ден. Добар ден, Огне. Да, повелете, ве слушам. Ве поздравувам. Благодарам, поздрав, повелете. Јас само не знам кој критериум ние го исполнуваме за Европската унија. Огнен, да се избореме реално, малку ми е смешно, да ви кажам искрено, дека ние во Европска унија, ние како прво немаме култура, како нација општа, ние сме 1.800.000, што се вика во мала земјичка, никој нема култура, сите се дигноглави, својоглави, паметен до паметен. Дури конкуренција не може со не. Значи, дај малку да се соземеме за Европска унија, ти треба не критериум, како прво судството. Кој е судство? Ситните рибки одеват, за да ги едноставно одликуват, а ти што се поедрите риби, не ги гонат. Дај малку некои работи да ги разматраме како што треба процедурално. Ние за Европска унија, како прво, не сме ни произведуваме, немаме фабрика ни за авиони, немаме фабрика ни за коли, немаме фабрика за ништо. Ние имаме диви градби еден куп. Штипе диви градби еден куп по €1 земани и узурпират го градо, од селата доваѓаат во град, имигрират и прават општи хаос. Така да што доста народ е револтирани и едноставно напуштаат државата од такви луѓе. И ние со немачкани куки ќе одеме во Европска унија. Дај кажете ми вие во која европска земја има немачкана без фасада куќа, пола карабин оставена и ред други работи. Инфраструктура катастрофа. Кај треба се стави лежачи? Не стават, кај не треба стават. Значи, се е хаос. Да не збореме, дали ва гарнитура ВМРО, дали СДС, ма кој да било, исти се и у никој не верувам. Значи, тотално на никој не му верувам. Аман, кој сака нека дојде. Сите се исти гледат за фотелја да се фанат и друго ништо не ги интересира. И трчат едноставно, влизгуват и се да ги вработат некои си, ајде не ги имену. Благодарам за јавувањето, истече времето. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете. Добар ден. Ало? Да, ве слушам. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па добро, еве, на брзина среќа да се фати врска, така да убаво е да кажеме сите како мислиме, што мислиме, за да емисијата тече успешно. Па вистината моја, што би ја кажал, јас би била овака некако. Што рече човекот пред мене, прво во Скопје, обично јас веќе го нарекувам со друг назив, и колку има диво градби на згради само во Скопје. Згради се прават волкави, гарантирано диво градби има на многу места кај што власта молчи, мижи, слепа е. Така да со ова примање на илјадници луѓе во таа државна администрација, со ова заборчување, задолжување Македонија на секоја седмица милиони и милиони трошење, а не се знае каде одат парите. Вработени илјадници во Македонија, па во македонски пошти, во железници, илјадници вработени не работат ништо. Јавни комунални предпријатија не работат ништо. Владата толку лажење, толку владетел од лажење, а толку шлакање раце од тие позади него што се или пред него. Дали го веруваат или масово прават, не знам. Важно ова не чини. А Европа гледа дека ние сме такви, како се рече човекот, прости луѓе, или прости, или незаинтересирани за утрешниот ден. Може би е тоа повеќе. Може би 70 години што живеја така лагодно по инерција од владењето на Југославија и југословените што беа тогаш. Ако не може македонци, пратете му еден тамо да ги оправи. Утре пак, ако не може, пак пратете му еден од Љубљана или од Загреб да ги оправи.
И така овие научени да ги оправаат други, уште чекаат некој друг, а веќе друг нема. Ако ние не се освестиме, лажи и Мицко што повикува на обединување. Јас му пред 4 години зборев да направат национална коалиција, тој ми се смееше. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Да, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав до Теогно и до Цели 24. Благодарам, повелете. Прво да му кажам на претходниот гледач, нема да ги прави граѓаните на Република Војна прости. Ако е тој прост, не се граѓаните на Република Војна прости. Овде владата на Република Северна Македонија работи на сите полина, затоа што видиме од извештаите на Европската заедница дека веќе реформите негде над 50% се исполнети. Тука е процедурата на тие методологии каде што ние како Република Македонија мораме да ги исполниме за да можеме да одиме. Не е вистина ако сме ние 2 милиона жители дека не можеме да бидеме во Европска заедница. Има и помали од нас. Ајде нека видат грчкиот Кипар каде во Европска унија, па не е поеќе од нас тој. Затоа ние овде како Република Северна Македонија ги правиме и ќе ги правиме и понатаму тие реформи, за да можеме да ги исполниме сите тие, отворајќи ги погледата, да ги исполниме сите тие процедурални работи кои што сме задолжени. Али овде кога слушаме денески дека веќе Македонија ги исполнила сите тие процедури и сега е на потек Европската заедница за да може таа да ги отвори пристапните преговори со Република Македонија и Република Албанија, на некој начин не е кај нас грешката, значи грешката е во Европската заедница, не е во Македонија. Затоа јас бум порачал на Европска заедница да се ги спроведува сите тие принципелни одлуки за да може Македонија да отвори пристапни преговори со Европската заедница. Тоа е целта на Европа, а не да сме ние на некој начин криви или изостануваме од некој реформи. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, се извинувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам, повелете. Вака, каква заедница, какви бакрачи, како нема атка како да сме мали дечиња ние, како да сме родени сега. Не може така, они со нас се играат играчки. Ние сите критериуми што кажа пред мене говорникот сме ги исполниле, што сакаат уште од нас. Да им играме оро? Не може така. Само ние треба да застанеме цврсто и да се сплотиме цврсто и да не им дозволуваме да не газат. Толку ви благодарам, извини ако сгреши пријател. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Вака, прво едно морам да им признам на Европската заедница, затоа што еден се бори против 26 души. Овдека цела Европска заедница го признава нашето напор на настојување и успешно спроведување на достигашните зададени задачи. Ние сите сме ги спровеле и на некој начин ние, фактички сме ја подотвориле вратата, но некој од другата страна ја подпира. И затоа ја мислам дека треба да бидат свесни и тие што се таму, они кои кочат, треба да сватат дека она што го бараат никогаш нема да го добијат. Треба едногласно да речат дека Македонија заслужува да биде во друштвото на Европската заедница. Ја лично не се слагам дека ние сме прости, дека ние не можеме да биме дел од Европа и слично. Како можеме ние кога ќе одиме во Европа таму? Знаеме да не фрламе хартија, да не фрламе отпуштоци, не знаеме да почитуваме ред, да застанеме каде што е место. А овдека, меѓутоа, кога ние ќе влеземе во таа заедница, сигурно дека таа култура, таа цивилизација ќе навлезе уште повеќе кај нас и тоа стварно ќе бидеме прави европејци. А сега се уште ние го тераме на балканското и се тераме дека може и вака. И затоа, прво себе си да си дадеме одишка дека ние сме способни, дека сме вредни, дека
ние можеме да се носиме со нив и дека можеме да бидеме во друштво со нив. И равноправни, независно до колку сме мали, ние кај нас има и кај нас вредни умови кои може да допринесат, ќе ги одбереме најдобрите да не представуваат таму. И така, значи, само да не си удираме сами на себе чврга. Благодарам по... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден, следен на линија повелете. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, Па ја повелете. би кажал неколку збора за ова денешна средба Ајде. на Гир и на Димитров со новинарите. Да, повелете. Ало? Да, ве слушам во врска со ме денешната слушате? средба со новинарите, повелете. Дека слабо ја некако Да, телевизорот зборувајте, капе ве многу. слушаме. Вака ова ми изгледа на копи-пейст пред едно 10 на години, 15, Груевски кога владееше, истиот муабет беше. Ама ја имам некоја снимка од тоа време 15 години, Груевски исто збореше, реформите се важни кај нас, Европа ќе дојде, сакале некој ли ќе дојде. Исто сега. Значи нема никаква разлика во тоа што се денеска го слушав. И само сега не се вика Грција, него се вика Бугарија. Порано со Грција требаше да дадеме што треба да се даде, сега треба да се даде со Бугарија. Иначе другото, ама од А до Ш дискусијата и на овие европјаните и на нашиве сега што владеат во државата, што се министри и премиери, е исто што го збореше Груевски. Значи се вративме у времето на Груевски. Ја не знам нешто да ви кажам. Секој му чест на председателот на Албанија, Еди Рама. Он се каже отворено, храброст, треба и кај нас некој политичар да собере храброст да ја каже истината. Ние више нема што да правиме, не сакаат, иначе ова е игри без граници. Игри без граници кои доживотно ќе не работат, мислам сега може да Се разбравме, добро. Да, тежок збор, ама факт си е факт. И самиот Димитров денеска каже, од 2000 и некоја година, сите позитивни извештаи. И на Груевски му беа сите позитивни извештаи. Сите до еден. Значи не е ова прв пат позитивен извештај, ова е со децении више. Тоа сакам да кажем, треба да се најде кај нас во Македонија некој Еди Рама да каже искрено нешто. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Па добро е што го продолжуваме патот на позитивни извештаи. Сега, другото е лошо што ние самите ги кочиме реформите. Или не сме ни почеле да ги работиме. Знаете, ние цело време се повикуваме дека не сакаат, а ние ништо не правиме во врска со тоа. Мојот став и од понапред беше кажан. Не мора ние да чекаме за да ги почнеме преговорите, за да ги почнеме реформите. Не мора ние да мислиме дека со тоа што ќе ги почнеме преговорите, дека веднаш ќе не примат во Европската Унија, затоа што тој пат ќе трае уште малце повеќе подолго, бидејќи сега ќе има нова методологија. Но проблемот е друг. Проблемот е што ние самите се кочиме себе си. Јас очекувам дека сега после овие случувања во државата ние ќе почнеме да добиваме негативни извештаи. Ако имате судството умерено, ќе видите дека имате нагло, ќе се преврти критики за судството затоа што ќе се случуваат некои други чудни работи. Мене тоа ме загрижува, да ви кажам право. На сите нас не е јасно дека проблемите со Бугарија и со Грција мораме да ги решиме. Дали ќе боли, нема да боли, тоа мање више. Но проблемот е дека мора да се реши. И тоа требаше сите да бидеме свесни. А ја очекувам дека ради тој проблем со Бугарија, ние можеме во иднина ќе добиваме негативни извештаи, бидејќи, еве гледаме, земете како работи парламентот, тргни застани нигдека, све се блокира, дали свесни намерно се блокира само за да не се работи, или ако земете дека институциите како работат, бидејќи ни по отварање на преговорите не им одговара, знаете зашто? Затоа што полесно сега да взимаат плата, врати да взимаат плата, а доколку се отворат преговорите ќе треба да почнат да работат. Бидејќи тие преговори, тие прашања ќе треба да се работи, не е да се... Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Следен. Повелете. Перо од Белјаковци. Повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Аве, луѓе, што ве гледам смешни? Пред да се промени името,
Меркел дојде тука. Трча од сите страни, само сменете го името, ќе влеземе. Што направивме ние? Глупост невидена. Го сменивме името, не примија, почнавме разговори, не почнавме. Истата тактика е сега. Кога видува дека оваа власт ќе падне, бугарите што викаат? Аби историјата, ова сакаме, она. А овие што се пратени историчариве, ја гледаат ситуацијата и сега се повлекуваат, не сакат да признаат она што ги тера заедно. Па гледаат бугарите дека нема шанси да дојдеме до некој заеднички договор и нова тактика. Сега ќе почнеме преговори, јас што не сакам да почнеме, затоа што во тек на тие преговори бугарите стално ќе не кочат. Уште потешко е тоа. Кога си веќе на прагот, во пресобието, бугариот ќе вика не, ова да се признае, па не, ова да се признае. А бидете мажи, бе! Откажете ги. Јас највише сакам да дојде нова влада, за да ги откажиме бугари како 13-то и ако сака Европската унија да не прими, да преговараме без бугарите. Кој преговарал претходно што влегол во Европска унија со некој сосед? Никој, не најдува нас наивни вака и ќе не дупат со прашање. Треба да си стоиме на Благодарам за свој... јавувањето, ве поздравувам. Значи, немојте ве молам со опроштење, како да ви кажам. Не значи дека ако сте рекле со извинување или со опроштење, или да ми простите и при тоа користите вулгаризам со сексуална алузија и да мислите дека тоа ќе помине. Срамота е. Значи, зборуваме за национален медиум, зборуваме за програма во текот на денот каде што седат и млади луѓе, и зборуваме за возрастни луѓе каде што, како да ви кажам, мислам, стварно на ништо не личи тоа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од Гостивар Ефто на телефон, господине Поздрав до Јанески. Гостивар, повелете. Господине Јанески, Да. јас уште пред 3-4 месеци реков, еден израз го кажав, крилатица, француска, шакен сон метиер, секому својот занает. Тогаш алудирав на господинот Османи. Добро. И пак ќе го спомнам. Не може секој да биде дипломат. Не, јас не сум дипломат. Мојот стрико беше едно 25-6 години низ Африка, низ Арабија, југословенски амбасадор. Добро. Дипломат не се никогаш да помисли дека ќе изгубит нешто или дека некој ќе му простит ако потврдит. Дипломатот не признава никогаш пораз. Дипломатот до последниот здив треба да се бори за она што оди, а не да играат мајтап со него, како што играат со овој господин што го спомнувам. Трни се сам, трни се ако видиш дека не можеш. Играат мајтап тија. Петина како Димитров не можат да свршат таа работа ако не се смилуват Европа. А не уште да прачаме такви и ги направиме и европјани, и бугарите ги направиме политизери, политиканти и разноразни аджутанти и влечковци и стотине. Не оди така. Секој мора да си ја работи работата. За еврејче неќе, ама задоцни. Така. Поздрав, секој добро. Благодарам, поздрав и за вас. Се слушаме наредна можност. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Вака, една порака моја, помалку нервоз за да има до јавувачите. Се слушаме, Огнен? Да, се слушаме, помалку нервоза да има да војувачите, повелете. Да. Ја ќе задржам само на изјавите на Гири. Јас им верувам и би требало да почнеме до крајот на годината. Меѓутоа, не им верувам. Огнен, се слушаме? Не им верувате? Не им верувам на тие европски фашисти Доналд Туск и Курц и доја Орбан. На нив тие европски фашисти
само на тие не им верувам, а на ова изјава на ГИР и овие им верувам. Добро. Толку, доволно, ајде. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав, Огнен. Благодарам, поздрав. Поздрави до сите слушатели сега или гледачи на вашата телевизија. Поздрав, повелете. Да кажам само 10 секунди за господинот што 20 секунди го исклучите. Он доби крила од твојот колега како се ви каже Исо или Роберт? Исо. Од Исо доби крила и сега почетокот му е добар, после секакви вреѓања, секакви за владата. Само тоа ќе кажам за човекот. Добро. Не е добро, тоа и вие добро му рековте. За Европска комисија, очекување и пак во рамка, немам слушнато, немам ништо, не можам ништо да коментирам, бидејќи видевте не може да се справи со Европската унија, е лаба вона, треба тука човек како Мицковски и господинот Пасије. И тука ако ќе види тврдо Европската унија, сила од другава страна, тогаш мора да попушти, мислам дека тука нема бегање. Плюс тоа едната партија, Натрешно-македонска револуционизација, има и во Бугарија Натрешно-македонска револуционизација, така и со нив ќе се состанат и ќе го решат проблемот. На каков начин, дали ќе биде корисен за Македонија, не е важно, ќе го решат тие. А Пасијев рече дека и од НАТО ќе не извади. Та предпанскиот договор ќе го извади тука, значи такви работи тие ќе го направат тоа за да се влезе во Европската унија со цврсти ставови. И тука ќе се уплаши и Германија, и Франција, Британија више се откажа, и Норвешка не е, таму сите други држави, Полска, Италија, Спанија, на големите ги спомнувам, така да тогаш ќе го решат Натрешно-македонска револуционизација, добива гласови на речи на локални избори, нека добијат и на парламентарните и што ќе вратат, враќање назад, враќање 100 години назад, тоа е катастрофа за Македонија. Така. Благодарам за јавувањето, ви поздравувам. Следен на линија, добар ден. Здраво. Да, добар ден, повелете. Ја не знам, таа рамка што кажуваат. Каква рамка, од кого да очекуваме ние рамки? Тука не ми е јасно, тој Дейвид Гир. А веќе кога го спомнав Дейвид Гир, што е тој по потекло? Дейвид Гир? Да. Ке треба да проверам. Ајде, гледам, Исо го прашувам еднашто, барам на интернет, не можам да видам дали е ова што е. Ако е енглес, собара он во Европски комисии, кога беше он е енглес. Тоа не ми е јасно, како може, напушти они, нели, Брекзит правеа, што бара сега он тука да биде некој представник, евроамбасадор или чуда. Не е битно, ајде да не се замараме со тоа. Иначе, би кажал само една работа, гледам рипаат многу од овие патриотиве, дека ќе го решил Мицковски проблемот. Мицковски може само да унереди некои работи тука, ништо повеќе нема да направи. Бидејќи со тие патриоти уште побетар сме сега. И само да кажам, ова е све резултат, овие вакви притисоци, ова се притисоци, ова не е нешто дема кон нас не тапшате гир, него притисок, огромен притисок. И сега му кажува на знаење на дечково знае за кој зборам. Ало, сега те пуштивме на локални избори низ вода, ќе те пуштиме низ вода и на државните избори, на парламентарните. Цела математика е таа, а овој другиот што го толку фалат овие патриотиве, ќе си ја свитка опашката, све ќе прифати. Буди ми поздравен, пријатно. Благодарам за јавувањето. Девид Гир е британец, тоа сакав да ви го кажам на крајот. Се слушаме при наредна можност. Следен на линија, повелете. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Доколку немам, имам коментари за читање. Добар ден. Ве слушам. Да, се слушаме. Да, повелете. Вака. Тоа нама малку телевизора изведи. Да. Ќе видам многу кратко другото. Ајде. Ова е чудесната работа. Се случуваат локални избори и сега овој пасат ќе ни дава можност дека тогаш ќе не биде во Европска унија. И добро сите што идат овдеки само ветува, там си прави ајвар во Скопје. И тие за тоа се дојдени.
Кој ќе му помогне на македонскиот народ? Не реков ВМРО ќе му помогне ко претходните или што ќе направи. Не бива, бе, тоа дозгора е направено. Ние треба да пазиме што ни се случува внатре во државата, како СДС и ВМРО си вадат очите додека други партии ние водат државата. Никако не можам да сватам. Што ќе отвориме, бе, луѓе? Јас не знам како се подпише преспански договор. Ами ја ако подпишам, ние што ќе барам за узбрат, ако не, не важи. Па што трчаше заев да го подпиши. Сега, туту нема Европска унија. Виони славевне. Не бре, јас ќе го подпишам, го отпадувам преспанскиот договор. Ама за узбрат добијам тоа. Што добивме ние? Прво. Второ, како сакате вие заев да биде, не дека Мицкоски е подобар. Како? Што покажувајте лакти? Или сега, кога злото да го турниме? Што да турниме, бе, тоа? Што да турниме, се прашувам. Еве го дојде во Прилеп, се знае кој е кој, се знае кој е кој. Во прв круг добива. Не, барајте ВМРО и СДС или ќе седнат на маса, или ќе си ја догубиме државата. Вие како сакате, сите јавувајте се. Што сакате правите? Се е Да, добро. Благодарам за јавувањето, истеше времето. Димеса ни пишува на Фейсбук и вели: добар ден, Огнен. Како прво, ние сме далеку од Европската Унија, ние сме за никаде народ и многу да не се занесуваме, спремни сме биле за ЕУ, никакви критериуми не се исполнети за ЕУ и јас не знам каков неук народ сме. Поздрав, Огнен. Поздрав и за вас, Диме. Понатаму пак во останатите пораки Тане и ни пишува и вели: празни флоскули како и обично од Европската Унија. Нема сила која може да ја натера Бугарија да го промени својот став и својот санстефански сон. Ако читаме меѓу редови од она што го кажа Оливер Вархеј, таму ќе видиме дека се бара од нас да бидеме конструктивни во преговорите, што ќе рече дека ќе мора да облечеме некој модифициран бугарски капут. А кој е тој во Македонија што ќе се осуди на такво нешто? Нема ништо од оваа работа. Поздрав. Поздрав, Тане. Во останатите пораки пак Емилија Јани пишува и вели: Огнен, здраво, слушам гледачиве како велата Пасиев и Левица ќе ни го решил проблемот со се тешко на нас, ако чекаме од него. Поздрав. Поздрав и за вас, Панда. Понатаму пак Дејан се ни пишува и вели: Турција 40 години преговара за ЕУ, а по моје мислење и нас не очекува истото. Европа не сака и со глават зид не се руши, а какви политичари не водат никогаш. Поздрав, Огнен. Поздрав и за вас, Дејан. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ало. Да, повелете, ве слушам. Ало, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Ако Европската комисија дај нешто позитивно, например 1 сантиметар, ние самите враќаме назад 1 метар. Не можам да сватам каков народ не ние и какво понашање имаме. Ние, мене ми се чини дека најголемата пречка за влез во европското семејство сме самите ние. Така речено, ние неќиме да одиме во европското семејство ради тоа што не знаеме што значи европското семејство. Да објаснам некои работи, не велам дека сите не ги знаат, дали знаат дека нашето мало производство што го имаме, ако оди надвор во државите од Европската Унија, дека оди со бугарски документи или со грчки документи. И слушам дека вика дека одат се иселува и хрватите, се иселува и словенците. Ама да знаеме ние дека словенците се иселува како словенци, македонците се иселува како бугари, не како македонци. И таа е едната причина што ние треба да настојуваме и пак така речено неќиме. Сме против. Против сме и за другите, да не ги набројувам од еден дел на луѓе, против сме и за сите овие други работи, што нешто има позитивно, а ние го правиме негативно. И последно, некој дали има да ми објасни, го сменам на името, да ми го објасни како се викаме ние, ако го... Истеше времето, следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Огнен, како си?
Добро да ви кажам, повелете. Фала му на Бога, да сме добри, живи, здрави, најбитно Благодарам, што повелете. помина Огнен, убаво да ти кажем. Прошли пут многу ми е криво што со жените имаше една емисија, штета што немаше уживо, нели, разговор, имаше, водеше го емисијата свака час, значи прекрасна емисија, Благодарам толку го слуша и викам, што нема уклучување, викам нешто да кажем. Но вака да Повелете. кажем за темата Огнен, толку ги измешаа работите. Овој човек више стварно не може да биде паметан. Зашто викат куде има слога, има и Бога. Дај нека се договорат, видат ли народ колку пати, еве сега баш се жени збориме, све скупна бе Огнен, бе и кафе, бе овој зејтин, бе дека овај народ може да обстане, баш си правиме нели жени му обет Европска унија. Дај Боже да улегнемо таа Европска унија, ама што ќе улегнемо кад народот половини повеќе еве ги разочарани, чудат се више, викат некои идат на гласање, некои не идат. Тие што искупијат членови, не дај Боже, никој не искочија. Многу ги работите Огнен измешаа, поготово на овој жал да ти кажем, еве ние овдека мало место, само чуеш денес ке га има, утре га нема, викам, леле на народот до што му е дошло бе, дај нека се смира таму и малце да појде овај Македонија напред, па не е битно како ќе го викат јагодна прилика, кој тумбузе, нека го викат само народот да не пати, да не плаче, да не жала, да овој што е станало чудо, што ќе биде Огнен, само да се сложат, никој не знаемо, мир да има и да нема лоши работи, да не си прават што викат стари, нели, да не ударат цеви еден на друг, нели, као есак, што викамо еден од овај, други од овој. Дај таму нека се договорат двојцата учени, они имат пари, живеат, уживат, али нека го прашат народот како живее. Огнен да не должи многу жив и здрав и поздрави и онакви емисија за жените да ни водиш повеќе. Поздрав. Готово, договорено, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, се јавувам од Прилеп. Ајде, поздрав, повелете. Ова телевизија многу ми е интересантна, што ваква еуфорија за гласање отвар вакви теми. Се чудам, значи ова како испаѓа како некоја поддршка за овие досегашниве. Добро, можда не сум во право, не е тоа проблем. Меѓутоа, што сега гир нас ќе не залажуваат? Како толку 30 години да го немаше, сега се појави. Ние прославувавме дека сме во Европска унија. Што сега овој ни вели, па година или друга година или до крајот на годината? Е измислено и све во корист на заедно. Дека еве нешто работам. А што сработим? И јас гласам за СДС, иако сум во мрвеќе. Ајде, овие можат нешто да направат. Не е дека ќе дојде па тоа одма ќе му сотворат вратите. Ама барем нема да си ја продајме македонштината, си велам. Ова е само продавање на македонштината од заед. Тој за децата се колнеше дека јас немам за име, немам ова, немам она. На краја испадна, може и нас да не продај. Па нека почне и нас да не продава. Секако се селуваме. Ма ние поставиве, ние Македонијме со нас ќе остави сиротија. Та и Висковски дека биде. Што ќе остани во Македонија број? Ништо. Кога му се нудеше, Вети лично кажа, ми ја нудат Западна Македонија, рече, не, јас не прифаќам. А не е глуп човекот да прифати комузи цела да ја земи. Не ние наш Заев премиер, нас не Атан Груби премиер. И што без него не може ништо да направи. И што имаме во Македонија? Ништо. Глупи македонци. Добро, благодарам за јавувањето. Истече времето. Темата на емисијата е изведена од изјава на евроамбасадорот. Не посочува никаква поддршка или неподдршка кон некакви процеси кои што се случуваат теконо во државата, туку е само изведена изјава која што со оглед на аспирациите и долгодецениските намери на политичките партии во оваа држава за актуелните тековни процеси, сметам дека е исклучително важно, бидејќи нив име постојано вуста ова што го разговараме денеска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав прво до слушателите и гледачите на телевизија. Да, повелете. Па вака сега. Изборите видовме дека пак со нерегуларности одат и некој сака да ги форсира овие досегашните, шарените. Па ги има и во ВМРО и во СДС. Што ги лажат, го лажат народ?
само пребегнуваат во едни, во други, и така се додека не се испотепаат децата на татковците децата, и тоа така му оди. Ајде сега за темата, ќе ве замолам. За темата. Амбасадорот добро рече. Вака додека одите, нема да стигнете ни до Прешево. До Прешево. Знаеш каде е границата Прешево? Стара Македонија. Солун доле, тие тама Благоевско, га имаше картата и имам, ако сакаш ќе ја пуштам во емисија, некогаш да ги видите челниците на тие подречја кои биле. Они султанот него во Саудиска Арабија го соборија, не па тука нас ќе не брляват. Него има богатство, ќе го трошат на кој сакат начин и се е за борба за превласт, за жени и за пари. Ако не е така, еве јас како ќе си ја сечам главата на сред площад во Македонија, ама не северна, само во Македонија. Тоа го сакав да го кажам во вашата убава емисија. Пријатно. Благодарам за јавувањето, нема потреба од никакви декапитации да се спомнуваат во емисија, затоа што сметам дека е малку така невкусно, како да ви кажам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден, останете со телевизија 24, бидејќи во продолжение следува дневникот во 17 часот, а таму анализите и се она што е разговарано околу денешната тема, како еден сублимат на дневно информативните изданија за случувањата кај нас. Пријатно од мене.